Благодарам најпрво на интересот. Денеска со тим од представници на највисокото раководство на партијата, вклучително и голем дел од градоначалници, имавме состанок со раководството на Сојузот на стопански комори на Македонија. Разговаравме за актуелната состојба во државата, предизвиците со кои што се соочува бизнисот и дојдовме до заклучок дека состојбата е алармантна. Наш заклучок како политичка партија е дека во овој момент работите се некако ставени на стихија. Понижувањата и колемничењето и молењето по околните држави, па и тие во поширокиот регион, стануваат безсмислени и навредувачки за македонските граѓани, бидејќи судбината не ја контролираме самите, туку е во рацете на други околни држави, па и оние подалеку во регионот. И во име на тоа донесовме заклучок на овие средби со бизнес заедницата дека полека, но сигурно оваа безидејност во енергетиката и енергетската криза, која што веќе се присутна кај граѓаните и бизнисот, полека, но сигурно се трансформира во финансиска криза, а доказ за тоа е цунамито финансиско кој што владата вчера ни го приреди со оној заем кој што во наше име го зема друга банка на друга држава со катастрофални услови. Во име на тоа, изминатиот период разговаравме, планиравме, креиравме решенија, се консултиравме и со останатите стопански комори. Можем тука да кажам дека консултиравме и нашиот план го представивме пред раководството на Стопанската комора на Македонија, не само пред денешната Сојуз на стопански комори. Предлогот кој што предвидува ставање во функција на сите производни домашни капацитети, а при тоа ги ставаме на располагање сите контакти кои што ги имаме надвор од земјата во Европа и пошироко, да обезбедат ресурс доволен да производните капацитети обезбедат електрична енергија која што ќе биде за бизнис заедницата, ќе повторам за стопанството, која што ќе биде двојно поевтина, најмалку двојно потенцирам поевтина од таа која што денеска стопанството ја плаќа, споредена со референтната берза Хупекс, која што милува власта да ја кажува, ќе повторам двојно, најмалку двојно поевтина, а воедно да обезбедиме ресурс со кој што корисниците на централното затоплување во градот Скопје нема да добијат покачени сметки за топлината која што ќе користат и со кои што ќе ги затоплуваат своите домови. Сите контакти кои што ги имаме на располагање, кои што се последица на нашиот животен пат, успеваме да ги сконтактираме изминатиот период и ги ставаме на располагање на бизнисот, а се со цел да помогнеме да најмалку 650.000 наши сограѓани кои што работат во приватниот сектор ги задржат своите работни места, имајќи предвид дека големи производствени капацитети своето производство го ставија во мирување и голем број наши сограѓани ги изгубија своите работни места. Меѓу поголемите тука би ги бројал Фени комбинатот во Кавадарци, Бучим комбинатот во Радовиш, но и останати комбинати кои што значително учествуваат во зголемувањето на бруто домашниот производ на Македонија. Ке повторам, и ставаме на располагање на бизнис заедницата, а индиректно и на владата во овие тешки времења, кога гледаме дека државата полека, но сигурно влегува во амбис, на располагање сите наши контакти, да обезбедиме ресурс со кој што ќе произведеме електрична енергија, која што ќе биде најмалку двојно поевтина од таа која што е на референтната берза Купекс, и истата да ја користи стопанството, а се со цел да спасиме 100.000 работни места од губење во периодот кој што следи, а граѓаните кои што се корисници, но и институциите кои што се корисници на централното затоплување во градот Скопје, да не добијат повисоки сметки за парно. И вториот предлог, кој што исто така јавно сакаме да го соопштиме, е предлог закон со кој што ќе бараме измена на законот за енергетика, кој што ќе биде доставен до крајот на оваа недела или на почетокот на следната недела во собраниска процедура, со кој што ќе побараме сите предпријатија кои што вршат јавна дејност во делот на комуналните услуги, водостопанството, но исто така и објектите во образованието, објектите во јавното здравство, да бидат вратени онаму каде што им е местото на регулиран пазар. Зошто го велам? Затоа што доколку продолжат вака да функционираат
овие три групи на субјекти, тоа ќе значи дека сите оние предпријатија кои што вршат јавна дејност, без разлика дали е тоа комунална или водостопанска, кои што ќе ги декларираат своите трошоци пред регулаторната комисија за регулирање на цени на енергија и вода, по сила на правилникот ќе ги зголемат своите цени најмалку 2 до 3 пати. А тој шок ќе го почувствуваат индустријата и граѓаните. Ќе предизвика дополнително губење на работни места и дополнително намалување на куповната моќ и стандардот на граѓаните. Зошто велиме за училиштата? Затоа што ние не сме децата да учат онлайн, туку да бидат онаму каде што им е местото во училишните клупи. На тој начин ќе го лесниме животот и на родителите, кои што денеска мака мачат, доколку децата повторно ни учат онлайн наместо во училишните клупи, онаму каде што им е местото, да најдат кој да биде со нив додека тие го поминуваат времето во домовите. И конечно третото, јавните здравствени установи кои што тонат во долгови, да им го лесниме начинот на функционирање и наместо профитите да завршуваат во компании кои што препродаваат електрична енергија, да можат да се ослободат од тој притисок и тие средства да ги искористат за подобрување на здравствените услуги на пациентите и нега на пациентите. Тоа се двете пореки кои што денеска јас ги имам до владата. ВМРО ДПМН од позиција на опозиција овие тешки времиња, кога државата оди директно во амбис, а имајќи го предвид фактот дека имаме на стихина и хаотична состојба, нуди решение како да се ублажат ефектите на оваа енергетска криза, а подоцна и, тоест веќе и финансиска криза. Господин Мицковски, рековте дека ви дадовте вашите контакти за да може да се набават енергенци. За која цена продаваат енергенците, вашите контакти што сте ги споделиле? И ако добро ве разбрав, тие енергенци би биле за домашното производство на струја, за да се сервира на индустријата. Нашиот капацитет на домашното производство е тој. Не може да снабдува, не може да сервисира индустријата без разлика кој ќе донесе енергенци. Толку е максимум. Значи, првото прашање ми е по која цена ги нудат енергенците вашите контакти. Второто прашање ми е дали денеска ќе заврши дебатата во Комисија за одбрана и дали ќе поддржите продолжување на кризна состојба. Да, јас најодговорно тврдам дека Македонија е капацитативна самата да ги произведе сите потребни количини на електрична енергија. Или во најголем дел, односно да го намалиме увозот на електрична енергија колку е можно повеќе, затоа што компаниите стануваат неконкурентни, го губат бизнисот, а со тоа луѓето ги губат работните места. Ние нема да навлеземе во комерцијалниот дел. Имаме индикативни понуди, нашите позиции, нашите контакти и врз основа на тие индикативни понуди можеме да кажеме дека доколку владата се сложи да го стави на располагање ТЕЦ Неготино на бизнисот и производството од ТЕЦ Неготино да оди во портфолиото за бизнисот, тогаш цената која што ќе ја платат по мегават час, вклучена цена која што содржи трошоци за мазот и за тулинг или преработка на тој мазот во електрична енергија ќе биде по 200 евра за мегават сат. Цена која што денеска на берзите повеќе од 400 евра, ако се вклучат и кросбордерите, ќе биде повеќе од 450 евра заедно со банкарските трошоци. Бидејќи владата ТЕЦ Неготино го предвидува во своето примарно сценарио за производство на електрична енергија оваа есен и оваа зима, заедно со трите блока во Рек Битола, заедно со Осломе, заедно со хидропотенцијалот, предлагаме по идентичен пристап, како што тоа го направи минатата година, кога купуваше газ, кој што во јануари беше 20% поскап од тој на берзата. Да бидам попрецизен, газот беше 1560 евра за 1000 метри кубни, кога на берзата беше фьючерсот во декември за јануари 1200 евра за 1000 метри кубни. Да истото го направи оваа година, наместо да коленичи наоколу, нашите контакти, нашите позиции да овозможат заедно со владата на идентичен начин тето да произведува за потребите на граѓаните кои што се снабдувани преку Евана Холм, а како нус производ да ја користат топлината со која што половично ќе се затоплуваат Скопје. А другата половина во тоа портфолио да бидат дополнителни количини на газ со кои што ќе работат и останатите топлани, кои што ќе произведуваат топлина со која што Скопјани ќе се затоплуваат. Јас најодговорно ви тврдам, ако така се постапи, они нека си ги продолжат контактите за цена, начин на плаќање, тоа нас не ни интересира. Ние имаме само индикативни цени, индикативни понуди со кои што најодговорно тврдам во ова што го зборувам.
и подготвен сум се тоа да го образложам, исто како што го образложив пред Стопанската комора на Македонија, исто како што го образложив тука пред Сојузот на стопански комори, но во интерес на време не би сакал сега вас да оптеретувам со тие работи. Стојам позади тоа. Околу која повелете? Собрание комисија за одбрана и безбедност за продолжување на кризните состојби ќе заврши ли денес? Па мислам да. Ќе поддржите ли? Мислам да. Би требало да иде пред пратеници да се гласа. Мислам да, дека сега ќе заврши сето тоа и дека реков во интерес на нудење решенија, во интерес на тоа да не се занимаваме со политиканство, кога имаме сериозна криза која што полека, но сигурно води државата во дефолт или банкрот, вака да бидам попрецизен. Мислам дека сега треба прв пат во овие 30 и неколку години независност една политичка партија од опозиција да понуди решенија и да го остави можеби краткотрајно својот политички интерес, туку да огледа државниот и националниот интерес. Тоа го направи ВМРО ДПМН и подготвени сме да помогнеме во справување со Па дали ќе го поддржите референдумскиот предлог на левица вака како што е скроен со изоставување на договорно букање? Па не знам дали дојдем во парламент. Не знам дали дојдем, не знам. Имате ли информација? Заклучно со вчера не беше. Не би зборувал. Нека дојде во парламент па ќе го коментираме. Да. Како ги коментирате последните случувања кај ДУИ? Има една група што е незадоволна од раководството на ДУИ. Па јас не би сакал да се мешам и да ги коментирам работите кои што се внатрешни на политичките партии, тоа се нивни внатрешни работи. Јас само посакувам да имаме квалитетна политичка дебата со која што Македонија ќе иде напред, а граѓаните ќе имаат надеж дека ќе имаат убави. Да сумирам случувањата во другите политички партии, не би сакал да ги коментирам, тоа се нивна работа. Господин Мицкоски, како гледате на иницијативата Отворен Балкан, каков е вашиот став? Од власта обвинува дека како опозиција во Комисијата за надворешна политика почита ратификација на договори со Албанија и со Србија кои би биле од интерес на граѓаните. Иницијативата Отворен Балкан веќе подолго време е присутна во јавноста, ниту еден од власта, ниту предходниот Зоран Заев, ниту сегашниот Димитар Ковачевски не ја повика опозицијата да ја информира за тоа што се случува и која е целта на Отворен Балкан и зошто се случува Отворен Балкан. Кога ќе добиеме ние информација за тоа што е целта на иницијативата и што носи таа иницијатива, тогаш можеме да седнеме и да разговараме по-конкретно за поддршка или не поддршка. Вака колоквијално ние сме сериозни луѓе и ако е тоа навистина сериозна иницијатива, не можеме да дадеме поддршка априори, туку навистина ни треба сериозно објаснување. Слушнав во една иницијатива дека во едно објаснување дека тоа е за добрососедска соработка. Јас често пати го поставувам прашањето на кој начин две од овие три земји кои што се на Отворен Балкан граничат.